Добра вечер ви посакувам во Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме кратките најави, останете со нас. Мултинационална вежба Брз одговор 23-та. Втора изложба на минијатурни автомобили. Фудбалскиот клуб Чиња е шампион на Куманово. На Криволако од денес ќе почне големата мултинационална вежба Брз одговор. На вежбата ќе учествуваат над 1800 припадници на НАТО, сојузниците и партнерските земји. Кумановци има можност да ја видат опремата која ќе се користи во вежбата, која ќе се реализира до 2 јуни. Воздухоплови, воени возила и друга опрема на армиите кои учествуваат во мултинационалната вежба Брз одговор 23, која почнува од денес, а ќе трае до 2 јуни, можеа да видат граѓаните на спортскиот аеродром Аџи Тепе во Куманово. Во неголемата вежба која ќе се реализира во Македонија ќе учествуваат армии на 4 НАТО сојузници и една партнерска земја. 500 припадници на македонската армија, како и околу 1000 војници од Минесота, Албанија, Црна Гора и Косово. Како што можете да видите во нашата позадина, поголемиот број на летала кои ќе бидат користени за вежбата, тоа се популарните Апачи, Black Hawk, тука е Чинок хеликоптерот и Ми-8/17 од армијата на Република Северна Македонија. Дополнително може да видите тука и сите оклопни возила кои ќе бидат користени за време на вежбата, како од македонската армија, така и од армиите учесници на вежбата. На позадина се поставени точките каде што може да се види и опремата лична од делот на АБХ, подобранска опрема, планинарска опрема и во соработка со општината Куманово имаме пригодна изложба од дечињата од основните училишта од градот Куманово и еден оркестар кој е во позадина, кој го збогатува настанот со една убава музика од гимназијата Гоце Делчев од Куманово. We're very excited to take part in this. It's a great community building, relationship building with the communities and to foster our international partnerships. So we're very excited to be here. Граѓаните задоволни што може да видат воена опрема која досега ја гледале само на телевизија. Па добро, излегов да видам што има, како има, не сум сретнал досега овака нешто. Да ми предам малку време така да видам. Интересно е да се види опремата со која што располагаат силите? Да, интересно е. Сила. Досега немало вакво нешто во Куманово? Па мислам дека имаше пред некоја година такво нешто, али не се сеќаваш. Поодамна. Така. Можеме да видиме дека има различни возрасти, дури и најмалите некако најпривлечно е за нив. Да, јас повозрастен и така. Само штета што е данас пазар овде и многу е гузо, луѓе се веќином отишли тамо, нису дошли овде, али кој се интересира, сигурно ќе да доđe. Супер е, заредно и немам се да кажам. Да, гледаме дека е привлечно за сите генерации. За све генерации, тачно. И за деца и за стари. Лепо е да се види, да ви кажам, šta znam. Јас сум стари генерации, ово сам само гледал некад на телевизија, био именица за мене, а сад ово гледам и уживо и сликам, чисто да имам неку успомен. Мислим да е лепо. Па добро, интересантно е да се види овде, да видиме што има, како има. Јас прв пат да ваѓам, немам вакво видено сега да видам. Така. Убав ден за прошетка и тоа. До сега не за време на бивша Југославија си имам сретното, веќе служев во Земуник 89-90. Таму имаше мал број на авиони, тоа се утва 75 како таму што се прикажани, Г2 и Г4. Подршка на настанот даде и општина Куманово. Во организација на Министерството за одбрана, амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и општина Куманово се организира овој отворен ден за граѓаните, каде што имаат можност да видат дел од воено-техничката опрема на нашата армија и исто така на армија, наш партнер, земја членка на НАТО, Соединетите Американски држави. Исто така општината на настанот учествува со своји представници од Аероклубот Куманово, противпожарната единица Куманово и нашата гордост, тоа се учениците од гимназија Гоце Делчев, кои што во рамки на нивниот оркестар Симфониум, значи ги забавуваат граѓаните. Пресреќен сум како градоначалник, бидејќи гледам дека има голем интерес на кумановчани, дури видов граѓани и од другите градови. Ја поздравував вам оваа активност и секако општината и во иднина ќе се обиде заедно со наши заинтересирани партнери да организира вакви настани.
На аеродромот беше изложено и новото роботизирано возило со вооружување на американските сили, кое на криволак за прв пат треба да се тестира. Вежбата Брз одговор 23 е во организација на американските сили за Европа и Африка. Вработен во јавното претпријатие за државни патишта на платна станица Романовце во Кумановската полиција пријавил дека едно лице му платило со фалсификувана банкнота од 100 евра. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Елена Доцевска-Божиновска ја доби правдата во Страсбур. Европскиот суд за човекови права пресуди дека и биле прекршени правата при постапката за одредување притвор за 27 април, но и за време на целиот процес. Актуелната координаторка на советничката група на ВМРО-ДПМН во општина Куманово, Елена Доцевска-Божиновска, доби пресуда од Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Меѓународниот судски орган утврдил дека и биле прекршени правата при постапката за одредување притвор во врска со упадот во собранието на 27 април 2017 година. Таа во тој период беше вработена во кабинетот на тогашниот председател на собранието. Вели правдата е делумно задоволена. Задоволена е во мојот случај, но целосно ќе биде кога слободата ќе ја видат сите неправедно осудени уставобранители. Пресудата вели дека Република Македонија го има прекршен член 5 став 4 од Европската конвенција за заштита на човековите права по повеќе основи при незаконско пределување на притвор, неговото преиначување, продолжувањето, бројни повреди и прекршувања во текот на целата постапка, која што бевме сите сведоци. Поминаа 5 години, чекавме долго, водевме битка, меѓутоа на крај битката и ја добивме. Во четвртата фаза од постапката минатата година, 2022 година, согласно процедурите на Европскиот суд за човекови права, ми беше понудена преку адвокатскиот тим спогодба да направам со владата на Република Македонија. Ја одби без размислување, бидејќи тоа што сакаме правда, пресуда, а не пари. Има доделено известна сума на средства, не знам точно за колкави средства се работи, во комуникација сум со адвокатите, ја разгледуваат подетално тие пресудата. Голема сатисфакција мене тоа што е напишано на тоа парче хартија, која што е сериозна потврда и печат на тоа што бевме сите сведоци, а тоа се и зверските притвори и уште подзверски монтираниот судски процес. Ова пресуда од Европскиот суд за човекови права, таму нема катарска и русковска аршини, една битка добивме, продолжуваме и понатаму да ги биеме битките. Јас силно верувам дека ќе следат и други вакви пресуди за другите обвинети и осудени и продолжуваме до конечна слобода на сите направено осудени уставобранители. Кумановката Доцевска-Божиновска беше една од 33 обвинети за случувањата во собранието на 27 април. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со законот за празниците, 24 мај среда Свети Кирил и Методи, ден на сесловенските просветители, е неработен ден за сите граѓани. Министерството за труд и социјална политика на сите граѓани им го честита празникот Свети Кирил и Методи, денот на сесловенските просветители. Воедно, Министерството соопштува дека согласно со законот за празниците, 23 мај вторник, национален ден на власите, е неработен ден за граѓаните припадници на влашката заедница во земјава. Министерството на граѓаните припадници на влашката заедница им го честита националниот ден на власите. Во Куманово викендов се одржа фестивалот Графити Фест во организација на Сдруженијето за ликовна уметност Форма. На фестивалот учествуваа уметници од државата, како и уметници од Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Турција. Оваа година се цртаа графити на објекти на улицата Лесковачка во населбата Гоце Делчев. Членовите на ова здружение веќе неколку години на различни локации во градот им даваат нов урбан лик на објектите, искажувајќи го својот уметнички дух. Збирки од мали модели на автомобили имаа можност да видат кумановци викендов во рамки на втората изложба на миниатурни модели на автомобили која ја организираше клубот Дајкаст од Куманово. Многу повеќе на оваа тема од прилогот што следува.
20 колекционери учествуваа на втората изложба на миниатурни модели на автомобили која во Куманово ја организираше клубот Дајкаст. По првата успешна изложба тие одлучија повторно пред кумановци да ги представат вредните експонати, реални реплики на вистински модели од различни производители. Во Центарот за култура беа изложени речиси 1000 автомобилчиња. Велат ова хоби можеби е новина во земјава, но е сериозно развиено во соседството, особено Србија, Хрватска и Бугарија. Колекцијата на АЦ Дејановски од Куманово брои околу 4000 модели. Започнало од 2012-та кога му се родил синот. Радова вели што бројот на колекционери постојано расте. Претежно ги набавуваме моделите од Србија, Хрватска, па и пак тука регионално. Пошто кај нас слабо е застапеното колекционерството, кај нас е многу слабо застапено. Едино преку групи овака што имаме, пошто има две групи во Македонија, македонски Дајкаст колекционери и мојата група Дајкаст клуб Куманово. И преку тие две групи комуницираме, се договараме, правиме размена, препродаваме. Кај нас може да се каже дека е новина, пошто кај нас до сега не имала ваква дружба. За разлика во Србија, во Бугарија, во Хрватска, во Босна, на секои 2-3 месеца се одржува оваков настап. Зависи сега, имаш од 30 евра нагоре, значи тоа се премиум. Кај нас се делат моделите на мейнлайн и на премиум. Мейнлайн се обичи кои може да ги сретнете во бензинска пумпа, во продавница, а премиум моделите се наоѓаат или преку групи, како што реков, прегаска или во одредени хоби центри. Ненад Петровски од Скопје пак собира поголеми автомобили. Тој е љубител на возилата од филмските класици. Вели хобито придонесува за развој на децата, правилна грижа за одреден производ. Дома ми е мојата колекција, движи меѓу 500 и 600 на број. Најголема концентрација ми се моделите со размер 1.18 и 1.64. Ја повеќе ги собирам филмските класици, како што овдека што изложен моделот Делориан од филмот на Спилберг, меѓутоа имам и други, како Лудиот Макс, Ghostbusters, од Бетмен серијалот. Меѓутоа ги сакам и овие американциве, како што изјавив и претходно, периодот меѓу 1950 година и 1980 година. Најголемиот процент во кутии, бидејќи се уште разработувам идеја за мојата идеална полица, место, Еки живеам во стан, па сега малце ограничен простор и така. На изложбата своји примероци представија и од макетарскиот клуб Мајор Михајло Ивановски Микс, кои презентираа воени воздухоплови, опрема и автомобили. Целта ни е да ги привлечеме младите, затоа што во денешно време младите се сконцентрирани повеќе пред екраните. Практично моториката да ја развијат подобро на рацете кои што создаваат нешто, и тоа ни е всушност целта. Ние како клуб сме многу постари, формирани сме 2016, имаме и интернационални изложби одржувана од Скопје, така да не ни е ова нешто ново. Меѓутоа дојдовме чисто како поддршка на Дајкаст љубениците, за да може да се развие во нешто поголемо, поинтересно, да се привлечат младиве, затоа што на нив останува, нели, сето тоа. До крајот на годината клубот планира да реализира уште една изложба, но целта ќе биде таа да прерасне во меѓународна. Поддршка за реализација на изложбата клубот добил од општина Куманово и општествено одговорни компании. Националната установа Центар за култура донесе одлука која важи за сите основни и средни училишта во Куманово кои имаат подготвено или ќе подготват театарска представа со ученици и ќе им ги отстапи големата сала и просториите за проби да може да ги користат бесплатно. Би сакале да ги поттикнеме учениците, наставниците да создаваат театарски представи и делата кои ги обработуваат да ги преточат во театарска представа. На учениците да им се понуди можност креативно да го изразат делото, да го представат на поинаков начин и да ја доживеат сцената. Центарот ќе понуди логистичка поддршка и се надеваме дека ќе имаме одзив кај учениците. Дел од училиштата веќе се интересираат за представи и се надевам дека ќе стане пракса и ќе се збогати културната понуда за помладите генерации во градот, изјави директорот на установата Сашо Тодоровски.
Фудбалскиот клуб Чиња славеше на Тречица и е нов шампион на Куманово. Од клубот задоволни од постигнатото. Велат очекувањата за следната сезона се да влеземе во третата македонска лига, но и да добиеме појачување. Сум пресреќен денес. Сакам да се заблагодарам на целиот тим, на тренерите, на поддршката, на спонзорите, на главниот спонзор Ристовски. Нема што да кажам друго. Пресреќен сум, мојот сон се оствари. Идеме дале. Нема што друго да кажам. Кои се очекувањата за следната сезона? Што очекувате? За следната сезона нашиот план е да влеземе во трета македонска лига. Не знаеме уште што, како, дали ќе има баражи, дали ќе нема, ќе видиме останато, ќе не известат. Подготовките помина одлично, првенството одлично, имаме одличен тим и амбициите се големи, ќе видиме зависно со тоа како ќе со финансии, како ќе биде клубот, ама имаме големи амбиции. Спонзори, да ги се захвалу многу на спонзори, без нима ништо, и да ги се захвалу на сви играчи што уложиваат толку труд да дојдеме до тука. На следната, ако влеземе во третја лига, најверојатно ќе мора да појачаме малку. 2-3 играча мора да земеме, да го појачаме тим, бидејќи тамо е друг ранг и не може со ова екипа. Мора да се појача екипа. Овој стадион се оживе со овој победу, со овој игру се. Многу време не имало добра утакмица, не имало некој радост, не имало толку публика. Значи Куманово се враќа на фудбал. Малите олимписки игри се повеќе од успешни за учениците и наставниците од основните училишта од општина Куманово. Како што истакна градоначалникот Максим Димитриевски, градот има вкупно 3 државни прваци и 1 вице-првак. Општина Куманово ја представуваа учениците и наставниците од општински основни училишта, браќа Миладиновци, Крсте Мисирков и Наим Фрашери, при што остварија навистина одлични резултати, рече градоначалникот. Учениците од браќа Миладиновци се државни прваци во ракомет машки, од Крсте Мисирков станаа државни прваци во футсал женски. Државни прваци во фудбал категорија мажи се учениците од Наим Фрашери, додека истото училиште е вице-шампион во категоријата футсал мажи. Мали олимписки игри за основни училишта се во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а домаќи на игрите беа општините Богданци, Валандово и Дојран. Во продолжение вестите од Македонија. Учениците од основните и средните училишта навреме ќе ги добијат свидетелствата, односно во текот на месец јуни. Бирото за развој на образованието, под чија надлежност е спроведувањето на постапката за набавка на педагошка документација за училиштата, вклучително и свидетелствата, веќе ја реализира оваа обврска, информира Министерството за образование и наука. Според информациите од бирото, склучен е договор со економски оператори, истиот веќе ги испорачува свидетелствата за сите оделенија, а завршена е доставата за учениците од 4-то и 9-то оделение во основно образование, како и за учениците од завршните години во средното образование. По целосната испорака, секое училиште индивидуално ги одредува датумите за доделување на свидетелствата за секое оделение. Апелираме тоа да се случи што поскоро по завршување на наставната година, која согласно календарите за организација на работата на училиштата за основците трае до 14 јуни, додека за средношколците до 9 јуни. Децата во досегашните анкети искажаа дека околу 60 до 70% се сведоци на незаслужени оцени, а причината е поради тоа што родителите барале врски. Мислам дека апелот треба да биде до сите. Децата се една категорија, но тука се и родителите од дома и наставниците од тука. Изјави денеска председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска во однос на кампањата Бидете херои на честноста. Тоа е слоганот на инспиративната антикорупцијска кампања која ги охрабрува учениците да станат херои на честноста и промовирајќи интегритет, транспарентност и одговорност во општеството. Родителите треба да воспитуваат, а наставниците да образуваат и не треба да има мешање. Кога детето е веќе дадено во училиште, треба да се има доверба во просветните работници.
Треба сами да се борат со свое знаење и умешност, а не да бараат помош од родителите за оцени. Не е битно сите да бидат со петки, но треба да биде нивна и заслужена, речи Ивановска во изјавата за медиумите. Почина кралот на ромската музика Ферус Мустафов на 72 години. Објавија неговите блиски на социјалните мрежи. Мустафов доживеа мозочен удар минатиот месец, а оттогаш во тешка критична состојба беше сместен во градската болница 8 септември во Скопје. Ферус е роден на 20 декември 1950 година во Штип, во ромско музичко семејство. Својата кариера ја почнал од мали нозе, а познат беше по својата виртуозност на кларинет и саксофон, со што остави богата кариера и бројни настапи. Се смета за легенда на македонската музичка сцена. По негова желба ќе биде погребан во Штип, каде со семејството ги помина последните години од својот живот. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со повремени врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 23 степени, а минималната беше 10 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 11 до 25 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата. Имајте пријатна вечер.